Колешке Дафина, ние доаѓаме од етнички мешани средини, каде што и албанскиот, и турскиот, и македонскиот јазик се рамноправни, така да добро е да зборуваме за зближување, добро е да зборуваме за унапредување на правата на останатите етнички заедници, затоа што и кај нас и кај вас живеат и власи, и роми, и срби, и бошњаци, така да можеби е подобро дебатата да ја насочевме во оваа насока, за да ги изедначиме и другите етнички заедници со нашите права. Искрено да кажам, јас во Република Македонија не сакам да имам ништо повеќе од сите останати граѓани во Република Македонија. Ниедно право повеќе од останатите заедници, затоа што само така можеме да градиме соживот. Но ова е Република Македонија и уште еднаш ќе кажам, добро е во Република Македонија, барем во Република Македонија официјален службен јазик да биде македонскиот јазик. Нема да зборувам за нарушувањето на процедурата и Уставот на Република Македонија, затоа сите кажавме и се сложивме дека е потребна широка јавна расправа, нарочито за нарушувањето на Уставот во некои членови од овој закон. И доколку експертите ни дадеа мислење дека се е добро, и ние ќе го гласавме во овој закон. Но доколку експертите кажат дека е нарушен Уставот, со некои членови сигурно треба да се променат некои членови за да можеме да го гласаме тој закон. А исто така се залагам, повторно ќе кажам, се залагам за да се унапредат и јазиците на останатите етнички заедници кои не се спомнати во овој закон, а тоа се турците, тоест турскиот јазик, босанскиот јазик, што го зборуваат бошњаците, ромскиот јазик, српскиот јазик, влашкиот јазик. Значи, тоа е тоа што треба да се направи. И најважното, значи најмногу за се тоа да се оствари се потребни финансиски средства. Дали во време на економска криза каква што имавме во Република Македонија и политичка, а сега и економска криза што се продлабочува, дали не е добро овие финансиски средства што нема да изнесуваат 108 милиони како што е пишано за наредната година, само 108 милиони, можеби ќе бидат потребни 108 милиони евра и подобро е тие да ги вложиме во инфраструктурни објекти таму каде што живеат албанците, да се поправат сите проблеми што ги имаат на инфраструктурен план, па потоа да разговараме за изградба на автопатот Гостивар-Кичево и поврзувањето со Република Албанија.